Министерот за транспорт и врски на Република Македонија Милејана Киевски беше во посета на општина Крива Паланка. На состанокот во кабинетот на градоначалникот на општината Арсенчо Алексовски се дискутираше за повеќе теми од областа на инфраструктурата, а министерот додели решенија за легализација на дивоградбите на територијата на општината. Процесот за легализација на дивоградбите кој заврши пролета има возможи на граѓаните најповолни услови за утврдување на правниот статус на бесправно изградените објекти и откуп на земјиштето за 1 евро по метар квадратен. Инаку до одделението за урбанизам во општина Крива Паланка се доставени вкупно 3616 барања за легализација на бесправно изградените објекти, од кои 86 се одобрени. Министерот во оваа прилика им додели 6 решенија на граѓаните кои доставиле комплетна документација, вклучително и геодетски елаборат, за кој на Киевски истакна дека сите подносители на барањата задолжително мора да го достават до определениот рок. Во спротивно, барањата за легализација нема да добијат позитивен одговор. Во прилог на олеснување при доставувањето на истите, Министерството има донесено и одлука за намалување на цената на елаборатот по метар квадратен. Покрај доделувањето на решенијата, министерот Јана Киевски го посети и локалниот патен правец во селото Станци, кој се гради со средства кои владата на Република Македонија ги обезбеди преку Европската банка за обнова и развој. Основна цел на посетата е посета на оние проекти кои ги веќе започнавме, тоа е изградба на патот за село Станци, која е во должина од 4,5 км преку Светска банка. Патот е во некоја понапредна фаза, така да министерот изјави желба да види како да работите. Воедно ќе се посетат и патиштата кои се предвидени преку Европска банка за обнова и развој, тоа е патот во населба Скрљава и за село Коноплица, како и водоводниот систем кој ни е болна точка на Крива Паланка, односно висока зона Левбрег и водоводниот систем од станција до фабрика за вода, што треба да се доопреми фабриката за вода и да се доопреми тиролскиот систем. Тоа се основните работи за кои министерот не посети денеска, сака да биде подробно запознаен. Како министер продолжувам со посетите на општините, се со цел да ги разгледаме сите проблеми на општините, како министерство да помогнем, бидејќи работата на општините е тесно поврзана со Министерството за транспорт и врски. Како што каже градоначалникот, денес на лице место ќе посетам како се одвиваат градежните работи за изградба на локалниот пат до селото Станци. Тој локален пат е од оној проект каде што владата на Република Македонија обезбеди 140 милиони евра за изградба на регионални и локални патни правци ширум територијата на Република Македонија. Оваа година треба да се завршат некаде околу 100 локални патишта, така да со овие посети разбираме и за нови проблеми и нашата цел е во соработка помеѓу централната и локалната власт да реализираме што е можно поголем број на проекти за подобар живот на граѓаните. Како што бевте и самите присутни денес, доделивме и неколку решенија за легализација, процес кој течи безпрекорно, веќе околу 25.000 решенија за легализација се доделени на граѓаните. Очекувам многу набрзо измените во законот за легализација да ги усвои собранието на Република Македонија, што уште повеќе ќе се забрза самиот процес на легализација. Исто така сакам да истакнем дека Агенцијата за просторно планирање и Министерството за транспорт и врски го изготвуваат генералниот урбанистички план за општината Крива Паланка, што на некој начин ќе овозможи дополнителен економски развој за самата општина Крива Паланка. Покрај посетата на локалните патни правци во изградба, министерот Јана Киевски соопшти дека во тек е изработката на проектот за железничката патна мрежа, која ќе минува низ Крива Паланка, а процесот опфаќа интензивни преговори за обезбедување средства и за проектите на делниците по фази, но и за финансирање на изградбата на пругата. Има многу придвижување во делот на обезбедување на финансиски средства за изградба на пругата. Значи, пругата ќе е поделена во 3 сегменти. Првиот сегмент е од Куманово до Белјаковце. За тој дел од пругата веќе се обезбедени средства за проект. Проектот треба да биде готов некаде во месец октомври и потоа веќе се обезбедени средства од ЕБРД. Треба да законот на собрание за задолжување да помине и очекуваме некаде во февруари-март месец да склучиме договор за градба и реконструкција на делот Куманово-Белјаковце. Од Белјаковце до Крива Паланка пред 2 недели од еден фонд кој е наречен Western Balkan Investment Fund, кој е поддржан од Европската банка за обнова и развој, добивме средства за изработка на проект од Белјаковце до Крива Паланка. Проектот ќе се очекува многу некаде во септември месец најкасно се склучи договор за проектирање, кој проектирање ќе трае некаде од 9 до 12 месеци, а паралелно веќе Министерството за финансии има
започнато постапка за обезбедување на средства во висина од 133 милиони евра за изградба на овој патен правец. Очекувам крајот на наредната, почетокот на 2014 година започне и овој дел од железницата, а владата веќе го одобри како ИПА проект за изработка на проект од Крива Паланка се до границата со Бугарија, ДВ Бајр, и тоа веќе го аплициравме до Европската комисија. Јас испратив заедничко писмо со министерот за транспорт на Бугарија, кај што од двете страни даваме поддршка за прифаќање на овој проект, а денови очекувам да имаме билатерална средба каде уште еднаш ќе потврдиме интересот на двете страни за изградба на коридорот 8, но исто така ни треба и малку лоби од страна на Бугарија, како земја членка на Европската унија, за Европска комисија да го прифати овој последен крак од Крива Паланка до границата со Бугарија. На новинарско прашање дали се планира подобрување на патната инфраструктура на магистралниот пат кон Крива Паланка со акцент на подобрување на безбедноста на патиштата, министерот најави дека коридорот 8 кој го опфаќа и магистралниот пат Куманово, Крива Паланка, граничен премин ДВ Бајр, кој минува низ општината, во блиска иднина ќе се реконструира и доградува. Владата на Република Македонија и Министерството за транспорт и врски интензивно работи на реализирање на оној пакет што претходно беше даден под концесија, вклучително и овој патен правец. Дел ќе продискутираме тука со градоначалникот, очекуваме дека многу скоро владата на Република Македонија ќе излезе со конкретен план од каде ќе се финансира и со која динамика ќе се реализираат сите патни правци што беа дел од концесијата, вклучително и овој дел од коридорот 8, што претходно не добивме добри финансиски понуди за да се изгради на ниво на автопат. Согласно нашата програма ќе одиме со новој патен правец, значи од Куманово до самата граница ќе одиме со проширување и реконструкција. Очекуваме многу скоро, значи во разговори сме со голем број на меѓународни финансиски институции, исто така дискутираме со компании од Кина, заедно со компанијата оние 10 милиарди евра што ги најави кинескиот премиер, за да имаме нешто конкретно, кога ќе имаме нешто конкретно ќе го соопштиме на македонската јавност.